Државата годинава собрала 24 милиони евра од административни такси и глоби, што е за 2,5 милиони повеќе од лани или за 1 милион повеќе од 2016 година. Но иако владата најави дека глобите следната година ќе се намалат, тоа нема да го намали приливот на овие пари во буџетот. Во оваа ставка за 2019 се проектирани 32 милиони евра, исто како и годинава. Работодавачите стравуваат дека новата казнена политика нема да донесе ништо ново. Висината на глобите ќе се намали, но тие ќе се изрекуваат почесто. Се плашиме да не е и ова една дополнителна мерка за така наречено капка по капка систем во буџетот и се надеваме дека нема да биде така. Се уште сметаме дека големата казна на некој начин дава многу поголема дисциплинска мерка отколку малата казна и тоа може да се повторува многу пати. Од друга страна, нелојалната конкуренција, сивата економија со намалени казни повторно ќе прават пресметки дека е подобро да останат во сива зона. Инспекцијскиот надзор треба да се базира на превенција, а не на глоби, вели поранешниот министер за финансии Кирил Миновски. Според него потребно е намалување на инспекцијските служби, зашто кога се многу инспекции, тие се поподложни на корупција. Ниту една влада не треба да таргетира глоби, туку треба да оди на користење на така наречен мек пристап со кој што усогласеноста на компаниите со законските регулативи ќе се прави низ еден концепт на така наречена доброволна усогласеност и користење на пристап на предупредување. Многу често се носат законски измени, се носат закони, меѓутоа главниот проблем е начинот на нивното интерпретирање и имплементирање од страна на инспекцијските служби. Од Министерството за правда тврдат дека сега акцент ќе се стави на опомената наспроти казнувањето. Со предложеното законско решение се предвидува подобрување на ефикасноста на прекршочната постапка, додека изрекувањето на опомена пред да биде изречена глоба се воведува како правило. Глобите за физичките лица ќе се намалат за 75%, а со законот за прекршоци ќе има намалување на глобите за фирмите. За да се примени новата казнена политика, ќе треба да се сменат 200 закони во собранието.